Добар ден, почитувани, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерот за финансии Фатмир Бесими. Министре, пред неколку месеци најавивте даночна реформа која во буџетот требаше да донесе дополнителни 54 милиони евра. Реформата заврши со скромни законски измени и напуштање на прогресивниот данок уште пред да стапи на сила. Каков ефект очекувате од овие измени? Најпрвен би сакал да потенцирам дека даночната реформа не беше само за фискалните приходи. Туку се базира на стратегијата за даночна реформа која беше донесена од страна на владата уште во декември 2020 година, каде што главни цели на таа реформа е да се воспостави еден даночен систем кој ќе го овозможи одржливиот и инклузивен и забрзан економски раст врз основа на нови технологии и подобрување на ефикасноста во даночниот систем. Како приоритетни аспекти, области и принципи на таа стратегија беше правичноста на даночниот систем, ефикасноста, ефективноста, транспарентноста, како и зелениот концепт на даночниот систем кај нас. Значи, овие беа главните принципи, меѓу кои во оваа фаза, значи на реформите што беше презентирано и дискутирано во јавност, се однесуваше само на дело што се однесува на реформите на даночната политика, тоест на соопфат на три даноци. Данокот на личен доход, данокот на додадена вредност и данокот на добивка. Пристапот за да се обеди поголема правичност во системот беше, а при тоа да не воведеме нови даноци и зголемување на постојните даночни стапки, беше да се зголеми даночната база. Даночната база се предлага да се зголеми на два основа. Едниот основ е намалување на сивата економија, за која имаме посебна стратегија за сива економија, и вториот аспект е преку намалување на така наречените даночни трошоци или ревидирање на листата на даночните ослободувања. И токму тоа беше овој концепт што сега по оваа дебата во јавноста, а при тоа и со законски решенија во собрание, значи е начинот како да се направи тој систем со проширена даночна основа, каде што од неколку мерки после расправата имаше некои ревидирање на тој план и како вкупно некаде 76 милиони евра сега ефектот, фискалниот ефект на овој пакет што е во собрание за гласање. Кога сме кај даночните ослободувања, во момент кога многу земји од Европската унија воведуваат вонредни даноци за фирмите кои оствариле милионски екстра профити, вие го укинувате даночното ослободување за малите фирми кои прават до 3 милиони денари не профит, туку приходи кои што имаат. Како го објаснувате тоа? Ние тоа го се плашите ли да ги оданочите богатите? Апсолутно не. Мислам дека тука се измешат тезите. Не викам дека намерно тоа некој го прави, но ради временско коинцидирање. Значи, даночната реформа е во пакетот што го објаснивме. И тука спаѓа и делот каде што го кажав ја, значи во делот и намалување на сивата економија и така натаму. Значи, од тој аспект, значи во овој дел каде што сега се предлага, значи до 6 милиони денари приходи имаат опција на оданочување на приходот, или тоа е 1% од приходот, или данок на добивка од 10%, каде што сите придобивки од даночни ослободувања за реинвестирана добивка остануваат. Така да, со цел тоа што во одредени мери постоеше како ситуација дека се користе можноста да пријавуваат, регистрираат неколку така мали правни субјекти кои се испод 3 милиони, а со цел да не се плати данок. Од тој аспект, значи тој дел се разрешува на овој начин. Малите фирми имаат други програми каде што се поддржуваат нивните инвестиции, нивните економски активности, и така е трендот генерално. Инаку во тој дел што се споредува со ова за екстра профити даноци, тоа е друга тема. Размислувате ли на таа тема? Да, ние тоа го најавивме. Јас веќе имав состанок со стопанските комори, че имам уште еден состанок консултација со нив, и тоа е друг дел. Тоа не е дел од даночната реформа. Даночната реформа ги имаше целите што ги објаснив, да не се повтора. Дискусијата што сега се води со коморите е во однос на посебен нов вонреден данок, а тоа е данок на дополнителна екстра добивка,
што значи дека по примерот на другите земји, така има Велика Британија, има Италија, има Унгарија, има Хрватска и така натаму. Значи, дури има и директива, препорака од страна на земјите членки на Европска унија, да земјите да оценат и користат тоа во вид на солидарност. И тука тоа што го дискутираме ми сега во фаза на дискусија со стопанските комори е дека во последните 4 години компании што имат, се работи само за компании над 10 милиони евра приходи на годишно ниво и се споредува ќе се спореди нивната добивка во текот на 2022 година, делот што е остварен над 20% од просекот во последните 4 години, годишниот просек, само тој дел ќе биде предмет на оданачување со овој нов данок, еднократен, само за 2022 година и нема да се повтори. Значи, тоа е еднократен данок, а при тоа годините каде што немат остварена добивка не се земат во предвид со цел да се олесни на компаниите да не периодите кога немале остварена профит да не се зема во предвид во смисла на оданачување на просек на оданачување. Ние го имаме фаза на дебата доколку наоѓаме вака разбирање, иако секако дека ќе има реакции, може тоа да приде. Министре, Македонија има една од највисоките стапки на инфлација во Европа и убедливо највисока во регионот. Впечаток во јавноста е дека Народната банка е оставена да го понесе главниот товар во справувањето со инфлацијата. Зошто не излеговте со поробусни фискални мерки? Не се согласувам со ставот, треба да ги достават аргументите. Главната работа што се прави е фискалната консолидација. Ние тоа го правиме. Ние сме меѓу земјите во регионот што водиме континуирана намалување на буџетскиот дефицит од 2020 година, од 8,2 кога беше буџетскиот дефицит, на 5,6, на 5,3, 4,6, 3,4, за да се намали испод 3% во наредните години. Значи, и во аспект на јавниот долг, исто така сме земја што сме во умерена фаза на јавниот долг. Ова година ќе ја завршиме со 58,3%, нешто што е испод 60% што беа очекувањата. Наредна година се планира 60,6%, значи во рамките на фискалните правила, инаку консолидирањето, фискалната консолидација, задолжувањето во странство со цел да воведеме повише девизи, политиките за поддршка на инвестиции кои што носеа до сега, значи во овој период 530 милиони евра до октомври, мислам е последната статистика, што е значајно поголема и највисока за овој период во било која година наназад. Мислам еве најмалку во 8 години назад. Значи се јасни сигнали дека не е Народната банка оставена сама. Напротив, нашите мерки и политики придонесуваат за Народна банка да има поумерена и поублажен настап во однос на каматните стапки. А во однос на инфлацијата има и неколку аспекти. Од аспект на структурата на нашата економија, околу 40% од индексот на трошоци на живот спаѓаат храна и околу 18% спаѓаат енергенсите кои што имаат највисок пораст на цените во овој период на европската берза или на светските берзи генерално, значи тоа се одраз и кај нас. И во овој период ние можам да кажам дека уште во првата фаза во март отидовме со мерки со еден од најголемите, тоа и Светска банка го кажа во неколку наврати и тука во конференција јавно дека сме земја во регионот со најголем пакет што излезе најбрзо уште во март во оваа година од 400 милиони евра, дополнително 360 милиони евра кои беа во октомврискиот пакет, 760 генерално, така да и од друг аспект со мерки за штедење во повише институции и од аспект на штедење на буџетските средства да не се зголеми дефицитот дополнително. Последната анкета на ИРИ покажува дека 53% од граѓаните одговориле дека нивниот живот се влошил во последната година, 56% очекуваат да биде уште полошо во наредните 2 години и рекордни 58% дека Македонија се движи во погрешна насока. Да, во време на криза, во време на 3-4 години поред кризни години, како што беше пандемијата, како што е енергетската криза, ценовната криза, и јасно е дека тоа е екстерен шок, не е предизвикана од нашата економија,
ниту од политиките тука, туку тоа е нешто што се случува на светскиот и на европскиот пазар. На се ова, ако додадеме и војната криза или војната во Украина и геостратешките движења во овој период, па и ефектуираните цени светски и во Европа во енергетските пазари, сам дека очекувањата генерално и на граѓаните перцепцијата е тоа што де факто оние го чувствуваат тоа. Значи, ние го чувствуваме. Министер, при образложувањето на буџетот за 2023 година рековте дека го следите златното правило капиталните расходи да бидат поголеми од задолжувањето. Но така не беше во изминатите 2 години. Лани имавме дефицит од 600 милиони евра и капитални инвестиции од околу 400 милиони евра. Полани разликата беше уште подрастична, се задолживме на 900 милиони евра со капитални инвестиции од 250 милиони. Со оглед на тоа што кризата уште не е завршена, зошто очекувате оваа година да биде поинаку? Минатите години, значи делот што беше за кризи, например во текот која почнавме ние годината 22, очекувавме дека ќе биде побрзо ќе помине кризата и во почетокот на годината имавме само 50 милиони евра обезбедено за криза. После со ребалансот додадавме уште нешто, па додадавме уште 2 нови одлуки, кај што во собрание помина прераспределба и стигнавме до овој износ што сега го имаме, поголем износ. И ние за наредна година веќе ова го антиципираме. Одиме со многу поголем старт во делот на антикризни мерки од 14,8 милиарди денари. Што значи ова од старт се предвидени средства за антикризни мерки, а дополнително имаме и по програми во самите министерства обезбедено средства за и за дали тоа за електрична енергија, дали тоа се други. Значи расходната страна веќе антиципира голем шок и во наредната година и да може да се покријат со овие планирани средства. И остатокот, значи од ова износот на средства околу 800 милиони евра се веќе е обезбеден за ова намена. Нема да има потреба, доколку истите проекти се реализираат со добра динамика, нема да има потреба да се направи реалокација на средства за енергетска криза, се разбира доколку нешто поголемо се случува во делот на пореметување, нарушување на енергетските пазари и ценовните шокови во европските пазари. Секоја година, кога се носи буџетот, власта најавува развоен буџет со рекордни капитални инвестиции. На крај на годината не се реализираат ни 70% од тие што се првично планирани, затоа што со ребаланси се кратат. Толку ли е тешко да се испланираат? Каде е проблемот? Во време на криза, проекцијата и проектирањето е исклучително тешка работа. Но во време на кризата речиси е невозможна мисија. Затоа што зборувам сега во време кога има многу ризици. На светско ниво, сите меѓународни институции неслучајно на квартално ниво излегуваат со нови проекции. На секои 3 месеци имате проекции на овие меѓународни институции, што најпознати се тие што ги викаат пролетни и есенски. Се прават во април и во септември, што служат за следните проекции. Значи веќе во соглед на настане така ревидират. И ние, кога ме прашувате за проекциите, значи и планирањето во овој период е релативно тешко. Ви благодарам на издвоеното време. Благодарам и на вас. Го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. До гледање.